Се наоѓаме во ординацијата на доктор Анчарски. Денес ќе зборуваме на тема хемиски пилинг со дерматовенерологот Тања Борјаковска. Доктор, ќе најпрво да го дефинираме поимот хемиски пилинг. Што е тоа и каде најчесто се применува? Па вака, хемискиот пилинг, така денешната емисија разговараме за хемиски пилинг, кој што е еден од медицинските третмани кои што се имаат за цел да ја подобрат структурата на кожата, за таа да изгледа помазна, понегувана, посјајна, понежна. Што представува хемискиот пилинг? Тоа е медицински третман кој што го изведува медицинско стручно лице, специјалист дерматолог или пак хирург, и при кој што со нанесување на хемиска супстанција на површината на кожата се предизвикува нејзино контролирано оштетување на некој начин и потоа ексфолијација, односно излупување на овие оштетени слоеви на кожата. Истовремено, со самото оштетување на кожата, ние ја стимулираме таа самата да се обновува преку создавање на сопствен колаген, сопствен еластин и сврзни влакна, се зголемува количината на хиалуронската киселина која што ја дава влажноста, односно хидратацијата на кожата и се намалуваат оксидативните оштетувања. Новата кожа која што ќе се појави под лушпите е помазна, посјајна, поосвежена, и секако еден период поосетлива на изложеноста на надворешните влијанија. Кој период од годината е најдобар за да се изведе овој третман? Хемискиот пилинг е во групата на третмани кои не сакаат сонце. Најдобар период е есенски, зимски и рано пролетен период, овој баш период. Зашто не сакаат сонце? Бидејќи секој оштетување на кожата, а во овој случај правиме на еден начин изгореница на кожата, секој оштетување на кожата ќе предизвика да таа самата се брани на тој начин што кога ќе се изложи на сончева светлина, се зголемува создавањето на пигментот во пигментните клетки и така ќе настане хиперпигментација, како еден вид на одбрана на кожата од сончевите зраци. Затоа пациентите после хемиски пилинг не треба да се изложат на сонце или треба особено да се пазат во наредните недели и поубав е зимскиот период за изведување на овој третман, затоа што пациентите се покомотни во извршување на своите секојдневни активности. Ајде нешто повеќе за какви третмани постојат за хемискиот пилинг и дали овој третман е болен? Хемискиот пилинг во зависност од типот на киселината и во која длабочина на кожата таа ќе навлезе, го делиме на површински, односно суперфицијален, на средно длабок и длабок пилинг. Суперфицијалниот пилинг најчесто се изведува со помош на алфа-хидроксикиселини или пак бета-хидроксикиселини или джеснер пилингот кој што е комбинација од две киселини и резорцинол. И што се постигнува? Со овој пилинг се постигнува едно лесно црвенење на лицето, еден еритем и лесно перутање, односно брашнесто лупење на кожата во наредните денови. Во главном пациентите не се ограничени во изведување на секојдневните активности, може тоа лесно црвенило да го покријат со пудра. И овој површински пилинг е одличен кога сакаме брзо да постигнеме освежување на кожата при измазнување на груба рапава кожа. Помалку има ефект при измазнување на лузните во третманот на хиперпигментациите и во третман на многу тенките, млади брчки. Обично овој пилинг може да се изведе кај сите типови на кожа, и најсветли и потемни типови на кожа и може не само на лицето и на други делови на телото. Средно длабокиот пилинг пак се изведува со помош на ретиноична киселина или пак трихлороцетна киселина со различна концентрација, почнувајќи од 20 па нагоре. И тоа е веќе пилинг кој што ќе го ограничи пациентот недела дена да седи дома, односно да не се изложува на сонце, затоа што веднаш по третманот кожата веќе наредниот ден ќе потемне, односно добива една црвеникаво кафеава пребоеност како изгореница од сонце. И веќе после третиот ден пука на места и почнува да се лупи. Тоа лупење трае околу недела дена и веднаш новата кожа одоздола е со нормална пребоеност и пациентот потоа може да си ги продолжи своите секојдневни активности. Средно длабокиот пилинг, кој што многу често го употребуваме во овој период, особено е погоден во третманот на лузни од акни или пак лузни од било која природа, понатаму во третманот на хиперпигментација, односно флеки, без разлика дали се тие предизвикани од хормонален дисбаланс, како во текот на бременоста што се јавуваат, или пак кај пациенти кои што примаат хормонална терапија, или пак се тоа флеки предизвикани од сонцето. И исто така има
веoma одличен е за рејувенација на лицето, односно во подмладување, третман на тенки и на средно длабоки брчки. И на крај ќе го спомнам длабокиот пилинг кој што ретко многу се изведува. Таков е на пример пилингот со фенол, која што е супстанција со високо каустично дејство, токсичност, поради што се применува само на мали ограничени подрачја и поради самите услови кои што ги бара овој пилинг за изведување, а тоа се да биде во медицинска установа под длабока седација на пациентот, некогаш и воопшто анестезија, ретко се применува кај нас. Значи, доаѓа пациентот, се чисти лицето, се покриваат, односно заштитуваат одредени делови на лицето, значи очите, ноздрите, устните, бемки доколку ги има, и се започнува со нанесување на киселината. Во текот на самиот третман, пациентот чувствува топлина на почетокот, лесно пецкање кај површинскиот или пак посилно пецкање и жарење кај средно длабокиот пилинг. Откако докторот ќе го забележи она кое што треба да го забележи, дали тоа ќе биде лесно црвенило кај суперфицијалниот или пак бел фростинг кај средно длабокиот пилинг, се започнува со неутрализација, која што ќе помогне да се неутрализира чувството на пецкање, а потоа пациентот држи ладни облоги кои што ќе го нормализираат чувството на топлина. И го пуштаме пациентот по половина час некаде да си оди дома со нанесена крема со заштитен фактор. Она што е битно е за тоа како пациентот понатаму ќе се однесува во наредните денови после третманот, односно треба доколку се работи особено за средно длабок пилинг, бидејќи ќе се лупи недела дена, да седи дома и да избегнува сончева светлина, секогаш при излегување надвор да има крема со заштитен фактор и повторно да го избегнува сонцето колку што може, да мачка високохидратантни креми, бидејќи таа кожа ќе биде премногу сува во тој период, ако треба 5 пати ќе нанесува, значи хидратантен крем, и лупењето кога ќе почне самиот да не ги лупи лушпите, туку да остави кожата постепено да како што се регенерира, така да отпаднат лушпите. И дури по целосно излупување на лицето, кожата е премногу осетлива и треба во наредните недели кај средно длабокиот пилинг пациентот да се пази повторно од сонцето со нанесување на крема со висок заштитен фактор. Колку третмани се потребни за да се добијат саканите резултати? Па вака, не може точно да се каже да предвидиме колку третмани ќе бидат потребни. Се зависи од тоа кој е проблемот кој што ќе го третираме, значи каква е исто така способноста за регенерација на кожата кај пациентот и со каков пилинг ќе се послужиме, дали ќе биде суперфицијален, дали ќе биде средно длабок и кога станува збор за средно длабок со колкав процент значи ќе биде киселината, колку долго ќе се држи. Обично еве ќе спомнеме за третманот на лузни, кој што оди изричито споро. Значи пациентите прават комбинација од повеќе различни третмани, обично 5-6 третмана се потребни за да се постигне еден задоволителен ефект. Еве за крај на разговорот, дали постојат некакви ризици и несакани ефекти кои што се поврзани со пилингот? Вака, што се однесува до несакани ефекти, тие воглавном зависат од типот на пилингот и од тоа како дали пациентот ќе се придржува значи на советите од докторот по третманот. Најчесто станува збор за продолжен еритем, односно црвенило на лицето или познавање на демаркантна линија до каде што бил нанесен пилингот, па малку е посветло или потемно, значи разлика во бојата на кожата, кое што црвенило и кое што разлика обично се нормализираат во наредните 2 до 3 недели и до тогаш пациентот ќе го камуфлира тоа со нанесување нели на пудра. Друга честа, една од најчестите да речеме компликации кои што доколку пациентот се изложи на сонце после пилингот може да настане, тоа се флеките, односно хиперпигментациите, кои што потоа повторно ние со наредниот хемиски пилинг би ги третирале нив. Затоа им се нагласува на пациентите особено да се пазат од сонце доколку го има во периодот кога значи се прави третманот. Некогаш, меѓутоа многу ретко, може да дојде до појава на инфекција на местото, значи на третманот. Некои од инфекциите, како на пример херпес вирусна инфекција, доколку пациентот боледува од херпес, значи инфекција во одредени периоди значи од својот живот, не можеме ние да ја предвидиме, бидејќи знаеме дека херпесот се појавува при пад на имунитетот или пак на општиот имунитет или пак локалниот имунитет. Меѓутоа ова се многу ретки, значи нус ефекти кои што може да се појават после третманот со хемиски пилинг. Додека пак од компликации, од контраиндикациите ќе ги наведам.
бременост, значи ке бремени жени не правиме хемиски пилинзи. Понатаму склоност на самата кожа на пациентот на повреда да реагира со создавање на големи хипертрофични лузни или пак келоиди. Тоа може да биде еден од нус ефектите, меѓутоа го избегнуваме со тоа што претходно разговараме со пациентот дали постои таква склоност или не. Понатаму постоење на инфекција на местото каде што треба да го третираме, дали ќе биде бактериска или пак вирусна инфекција. Доколку пациентот во последните 6 месеци бил на терапија со перорални ретиноиди или пак доколку е правена некоја хируршка интервенција во регијата која што треба да ја третираме во брзо време. Понатаму многу намален имунитет кој што ќе ја зголеми опасноста од настанување на инфекција, а ќе го забави процесот на заздравување на кожата и секако емоционална нестабилност кај пациентите или пак нереални очекувања. Доктор, ќе ви благодарам за одвоеното време тоа што бевте дел од емисијата Урбан стил. Ви благодарам на поканата, се надевам дека пациентите ќе го искористат зимскиот период за да се разубават со помош на овој третман хемискиот пилинг. Ви благодарам многу.